Иако се најавуваше отворање на градинките по скринингот на воспитувачите, се уште вратите на овие установи за згрижување на деца од предучилишна возраст се затворени. Неизвестноста трае со месеци. Кога родителите повторно ќе можат да ги носат своите деца во градинките, ќе треба да каже владата. Но главното прашање е колку во занималните има услови за да се спроведат пропишаните протоколи. Ања Василева го бара одговорот на ова прашање. Ања, ти си денеска во посета на една градинка во Скопје. Што велат воспитувачите, што вели управата? Има ли можности да се спроведат оние протоколи кои се готови уште од мај месец? Така, Бојана, како што кажа и ти, одлука за отворање на вратите на градинките за дечињата се уште нема, иако министерот Филипче на последната пресконференција најави дека одлуката ќе падне во четврток, но според вчерашните информации од Комисијата за заразни болести велат дека сепак оваа одлука ќе ја даде Министерството за труд и социјална политика. Во однос на протоколите, дали се возможни да се спроведат во градинките, во кои услови работат овие установи, разговарам во ова информативно издание со една од воспитувачките во детската градинка Вионче во општина Петровец. Тоа е Марија Штиријова Дудевска. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од ова информативно издание. Најпрво би ве прашала, подготвени ли сте и како течат подготовките доколку се донесе одлука за стартување на градинките? Би сакала да ви посакам топло добро дојдовте во нашата градинка, во нашето мало царство Авионче во општина Петровец. Верувајте дека изминативе 6 месеци беа затворени вратите на нашата градинка, но неуморно се подготвувавме за стартот на новата учебна година од 1 септември. Благодарение на градоначалникот, воедно и на тимот на градоначалникот од општината Петровец, се направи целосна дезинфекција на објектот. Ние имаме два објекта. Целосна дезинфекција се направи почнувајќи од дворот, каде што сме сега, во занималните, ходниците, кујната и тоалетите. Да, ние сме подготвени да почнеме. Искрено со нетрпение очекуваме, но се уште во голема неизвестност се оставени многу родители. Верувајте дека огромен проблем е на нашата градинка и на нашите дечиња тоа што вработеноста во ова општина не е запоставена, баш напротив, многу семејства чекаат, двајцата родители се вработени и чекаат нивното дете да е згрижено. Во моментот имаме известување дека мора бројката да биде намалена. Тоа се само 15 дечиња кои што треба да бидат во градинката, а ние очекуваме за 30 дечиња тоа да биде регулирано. Протоколот се уште го немаме добиено, по кој треба редоследно да работиме и многу дечиња се извисени периодот. Така што ние сме подготвени, нашите објекти се подготвени, дезинфекција е целосно направена, точно 3 пати до сега, и би сакала да влезете и да ги посетите нашите простории. Така, какви се можностите во занималните, ги споменавте, секако тука ќе ставам и кујната и останатите простори во градинките, за да се спроведат оние протоколи кои што и кажавте вие дека се уште неофицијални од страна на надлежните. Така, протоколите се неофицијални, неизвестноста е голема кај родителите, а дечињата исто така во исчекување, ние вработените исто така. Занималните се подготвени, градинката е целосно подготвена за старт, но сме многу во голема неизвестност и попречени, да речем на некој начин, да почнеме. Немаме точни, официјални и прецизни информации, немаме точен протокол по кој што ние би можеле да се насочиме на работа. И голем проблем, пак ќе кажам, е вработеноста. Навистина, многу дечиња чекаат. Што ви велат родителите? Какви се, веројатно и се жалат дека немајте кој да им ги чува дечињата. Да. Што велат најчесто? Па верувајте дека во голема е загриженоста кај родителите. Многу семејства имаме кои што се двајцата родители вработени. Многу семејства имаме со
3-4 дечиња кои што сите очекуваат да се примени. Ние не можеме како градинка да излеземе во предсрет на само 15 деца, како што ни налага во моментот протоколот. Очекуваат, веруете, групите ни бројат по 30 до 33 дечиња. Загрижени се не само родителите на дечињата, ние како персонал и општината. Така, според оние најнови информации од Министерството за труд и социјална политика велат дека оваа година и да стартува, мислам, работата на градинките, нема да има нови уписи за дечињата. Дали дополнително ова ќе ви направи проблем? За жал и ние таа информација добивме и искрено со воодушевување не ја прифативме, токму поради тоа што убаво е кога се раѓаат нови дечиња, убаво е кога семејствата се збогатуваат за уште еден член и убаво е кога ќе дојдат кај нас во градинка. Ние многу дечиња испративме каде што ги дочекуваме нивните братчиња и сестричиња. Но за жал таква информација добивме и огромен е проблемот. Многу родители дојдоа да речам побунат, да го изразат кај нас незадоволството, да покажат револт тука и се надевам дека Министерството овој пат ќе застане на наша страна. Очекувам, затоа што очекуваат и многу фамилии. Но многу фамилии им зависи детето да им доаѓа во градинка и да биде отворена вратата за него. Така, и за крај би ве прашала околу скринингот. Така? Значи, воспитувачите и цел персонал на градинките веќе помина еден скрининг, така, но вашата градинка, како што претходно ми напоменавте, нема таков скрининг спроведено. Зошто е тоа така? Имате ли одговорот на надлежните? Искрено да бидам, не сме добиле се уште одговор, иако многу пати допис имаме пуштено до Министерството. Многу градинки направија, но ние останавме во моментот на листата, да речам, на чекање и искрено како родители се грижиме колку што можеме за сопственото здравје, нормално и за нашите семејства и затоа сме со апел, еве убава прилика да пуштаме еден апел до надлежните да не ја заборават градинката Авионче и персоналот во неа. Број 20 членови, да речеме, ова наше семејство, така што јас очекувам дека во многу брзо време ќе застанеме меѓу првите, да речем, на тестирање. Така, Марија, ти благодарам за разговорот. По секое време сте добродојдени. Бојана, како што и слушна нашите гледачи за деталите за тоа како би се одвивале, како би се одвивале протоколите доколку стартуваат градинките, има голема неизвестност, но и незадоволство и кај родителите и кај воспитувачите, така што останува непознато кога всушност ќе почнат да стартуваат установите каде што им е најпотребно за децата, но и за родителите кои што навистина се соочуваат со голем проблем околу чувањето на нивните деца. Одлуката ја очекуваме во најскоро време од здравствените, но и образовните институции. Секако, тука би го напоменала и Министерството за труд и социјална политика. Бојана? Стануваш ти во градинката, ќе влезеш и внатре да видиш, нашата камера ќе сними какви се условите за работа во занималните, да можат да го видат тоа и родителите кои своите деца ги подготвуваат за градинка секако кога ќе пристигне одлуката и веќе со целосен извештај, слика и тон те очекуваме во некој од наредните информативни изданија. Благодарам до тебе и до твојата соговорничка.